Имаше ли среќно детство? Леле, јас имав најсреќно. Јас го напишав во една од книгите, посакувам сите деца на овој свет да имаат детство како мене. Јас не бев толку многу гален и мазен и пазен. Напротив, затоа што моите беа, и може би беа во право, моите беа многу исплашени дека 12 годишно дете 2 години не се вратило дома и се дружи со 40 годишници, 50 годишници, оти нема со кого се дружи со луѓето од екипата, разбирате? Кога го заврши снимавте волшебниот снимањето јамач? во Охрид, се оди во хотел, луѓето се изморени. И таму што прават екипата? Сниматели и ова, тоа е дел од традицијата, се игра бридж, карти да се баје, се пие виски, се пуши. И јас сум бил тука. Јас не сум почнал веднаш тоа, но тоа некако ми станало како расте. Начин на живот. Апсолутно, да. Тие искуства во волшебното самарче. Како ги доживуваше? Како некаков личен публицитет, кога ќе се вратиш на училиште, веќе беше популарен, нели? Да. Јас снимав и пред волшебното самарче, но правата популарност ја донесе волшебното самарче. Но, ете, кога почна да се емитува волшебното самарче, јас бев прва година гимназија. Значи подоцна. Оти го снимавме година и кусур и постпродукцијата траеше уште една година, значи се снимаше 75-та, 77-ма се емитуваше, јас бев прва година гимназија и сеќавам дека првпат ме гледаа на друг начин некако. Знае они дека сум јас синот на таа глумицата и тоа, но сега има, сеќавам дека часовите ни завршуваа во попладневните часови во 5:20, како сега се сеќавам, а волшебното самарче одеше од 17:45, од 5:45. И ние сите трчавме од Ѓорги Димитров, моравме да ја заобиколиме Алумина и да дојдеме овде во Козле, кој во кулите, кој во зградите. Штама беше по улица. Немаше дете по улица, кога одеше волшебното самарче и репризите беа во недела. Да, едно детство што би го посакал на сите деца, едно детство во кое сепак јас успеав да се измолкнам на правилата поставени од мајка ми и татко ми и од тие што ми беа доделени како тутори да се грижат за мене за време на тие големи патувања, снимања напорни и тоа. Јас сепак успеав да се измолкнам и за жал прерано почнав со некои работи. И тоа мораше се држи во најстрога. А беше ли омилен помеѓу девојчињата, нели, како лик од екраните, Како? Јас бев многу низок во прва година, кога се емитуваше првпат и немав така некои сериозни, нели, и во трета година јас веќе бев трет, значи многу брзо пораснав заедно со серијата некако како јас да станав маж некако. Така многу брзо се извишив и веќе во втора година гимназија почнаа првите симпатии, тоа, а во трето више имав женска.